Што се случува во Утрински весник? Која е вистината? Што се крие зад намерите на медиумската компанија Медија Принт Македонија? Финалето на случувањата е денешно, кога синдикатот и сите вработени застанавме за тоа дека ниту еден од вработените не спе да биде избркан од работа и дека весникот мора непречено да издега и понатаму. Видете, ситуацијата со Утрински весник трае веќе години наназад, од 2011, кога во етапи се бркаа новинари. Мислам дека сега е прериена таа чаша, доста е, вработените рекоа доста е. И веќе нема да дозволиме ниту еден да биде избркан од работа. Имавме ситуација пред неколку месеци кога беше кажано дека или ќе намалуваме плати, за да не бркаме луѓе, и се случи и намалени плати и беа избркани луѓе. Летово го доживавме истото, повторно ни беа тројца колеги отпуштени, 20 технички уредници, еден новинар. И еве сега имаме понуда или гасење на весникот или 10 души надвор. Значи да излезат од фирмата. Ние нема да застанеме за тоа дека треба биде било кој избркан. Уште помалку дека треба да весникот да престане да издегува. Никој не се согласува со таа одлука. Ако почнеме генеза да бараме наназад едно 15 на 20 дена, ќе ви кажам дека токму синдикатот беше тој што побара средба со менеджментот. Беше одржана некоја каква таква средба и верувајте до ден денеска нешто немаат одговорено на елементарните синдикални барања наши за плати и она што во суштина ги тишти вработените. Напротив, немаме добиени записник да се одржала било каква седница. Веќе наредната недела на барање на доктор Срđan Керим, сите синдикални представници, не само од Утрински, туку и од Вест, Дневник, Македонски спорт и од Теа Модерна, бевме на таа средба и ни беше кажано дека не планира компанијата да отпушти било кој вработен, најмалце па новинар. Ни кажа дека постои некоја програма за санација, наречена turnaround. Ни објасни дека станува збор за засилување на маркетингот, дека засилување на дистрибутивната мрежа и така натаму, некои нивни работи кои ги предвидуваат, дека ќе стартувале новата печатница и дека фирмата треба да тргне напред. Според неговите зборови, оптимистичка варијанта било април, мај дека фирмата ќе застане свој нозе, со песимистичката варијанта некаде на есен, септември, октомври. Тоа важеше до минатиот вторник, бидејќи вчера бевме повторно викнати на средба од директорката Јана Станисављева, а на средбата беше присутен повторно доктор Керим и ни беше кажано дека ситуацијата е крајно лоша и дека само од Утрински ќе бидат избркани 10 вработени. Не ни беше кажана точна бројка, него ни беше кажано дека тоа што треба да се соопшти, ќе ни го соопшти главната уредничка, бидејќи таа има дискреционо право да ни каже, да размисли 24 часа дали ќе се согласи наставање клуч на фирмата или да се бркат луѓе. 24 часа помина, уредничката не знам што ќе одговори, меѓутоа ставот на вработените и на синдикатот дека не сме да биде отпуштен никој. Значи дојавме тотално диаметрален спротивни ставови од она што ни го презентираше доктор Керим. Значи наместо задржување на луѓето, засилување на фирмата, влегување во некои други нивни проекти, сега добивме кажување дека фирмата во крајно лоша кондиција и претпоставуваме дека не е ова само Утрински, едноставно дека утре ќе се одрази не да боже и на другите вестници. Ние рековме дека е доволно. И дека е доста и за таа одлука не стои само Утрински вестник, ќе застанат и другите вестници, бидејќи истата судбина веројатно ги чека и нив. Тоа што значи практично? Знаете, ние сме се стани во една ситуација. Повторно е некоја пат ситуација. Работава или. Верувајте дека ние нема да согласиме дека од 36 вработени колку што ги има во Утрински вестник, вклучително тука и техничкиот персонал, од секретарка до фоторепортери до преведувачи и така натаму, и новинарски кадар на крајот, дека од 36 вработени ги согласиме да бидат избркани барем третината, односно 10 луѓе. Значи вестник во суштина нема да функционира со 20 луѓе. Тоа што некој лошо менаџира, тоа е проблем на менаџерскиот тим и тоа не е наша работа. И проценат да згасне вестникот? Ние нема да дозволиме. Значи ние ќе бараме начин вестникот да не згасне. Меѓутоа нема да дозволиме и да биде било кој избркан. Како го толкувате овој чекор, оваа одлука на МПМ кон вработените во Утрински вестник, кон овој ултиматум? Поставување на ултиматум. Тоа е класичен ултиматум. Take it or leave it. Ние нема да се согласиме со таков ултиматум. Значи до сега ги трпевме сите тие ултиматуми, бевме сведоци, бевме под притисоци, меѓутоа мислиме дека сега се преминат сите граници и дека нема понатаму веќе
ултиматум и да прифаќаме тој тип. Завршено е нашето. Сега нека Кои се проблеми се соочува вработените во утрински изминативе, не само изминатата година, не само со години на назад, да. Верувате дека прво не е пријатно чувството кога дојдете на работа, некој да ви каже дека ќе се спремаат листи за отпуштања, па не знам технолошки вишоци, па не знам, не знам, да дојдете на работа буквално оптоварен со работи кои што дефинитивно не се работи на новинарот. Втора работа, имало интервенции, имало менување страници, имало се, и тоа не само во утрински, тоа се случува и во другите весници, може и подрастично. Значи дека весниците во суштина кода не ги интересирале. Битно е што содржината што ќе излезе во весникот. Така да промена на уредувачката политика. Значи утрински весник си држи некоја константа од првиот број од 99 до 2016 и не дозвола нешто поголемо вмешување од страна. Иако можам да кажам дека имало ситуации да им се влезе на новинари во текстови, да се интервенира и така натаму. Сведок сум бил дел од тоа и сум почувствувал на своји текстови како тоа изгледа. Колку е тешко да се издржат овие притисоци? За да се остане на страната на објективното новинарство. Тешко е, меѓутоа сите овие луѓе се соцврста заложба дека ќе опстанат на тоа, дека ќе информираат како што само и знаат да информираат објективно и честно. Вие сте борците за објективно новинарство во утрински весник, колегите кои што останаа во екипата во моментов кој што е репрезент на ова. Ова не е борба за голо обстојување на вработените. Ова е едноставно кажување не на лошите политики што се водат. И затоа ние ги се бориме до крај. Значи ние не крееме политиката, генералната политика на компанијата. Ние крееме политиката на весникот. И како што не сакаме да учествуваме во креирањето на политиката на МПМ, не сакаме да ни кажуваат како треба да функционира и весникот. Ние многу добро знаеме. Дали ова значи можеби оваа одлука на МПМ во овој период пред избори со оглед на тоа што и досега се вршеле притисоци да се интервенира во уредувачката политика, станува само еден пример уште еден пример за атак врз објективното новинарство, за држење под контрола со редуцирање на кадрите, за држење под контрола на она редакција која што ќе остане и ставање целосно на објективното новинарство во наводници веќе во иднина, во канџите, во рацете на власта. Креирани. Па се ова води кон тоа. И мислам дека интенцијата и намерите се да весниците преживеат, да доживеат до изборите. За понатаму тешко. Која порака ја испраќате до колегите и вашите и од другите медиуми весници кои што се дел од МПМ? Пораката моја ќе биде, ова не е проблем само на утрински весник, ова е порака за сите медиуми, пред се до младите новинари, да не дозволуваат собствениците да управуваат со нив и со медиумите. Тие се новинарите, тие се гласноста, тие се оние што информираат јавноста. Не да дезавуираат, туку да информираат. Не да бидат пропагатори, туку да бидат информатори. Значи ова не е битка за утрински весник, ова не е битка за МПМ, ова е битка за слободното новинарство.